Киро Глигоров е маркантна личност и ние конечно треба да се избориме неговото име да добие вистинско место во нашата историја, рече доктор Срđan Керим, кој денес одржа предавање на тема "Она што не го знаеме за Киро Глигоров". За жал 100 годишнината од раѓањето на првиот преседател на самостојна и независна Македонија го одбележаа само неговиот роден град и Ману, додека останатите државни институции воопшто не се осврнаа на овој настан. Мораме да се избориме за тоа у нашата држава да Киро Глигоров го добие она место што го заслужува во незината историја и јас додека сум жив ќе работам на тоа да тоа место се обезбеди. Доктор Керим повеќе од 40 години соработувал со Киро Глигоров. Од долгогодишната соработка, но и откажувањата на таткото на Керим, кој по војната бил градоначалник на Штип, останале многу анегдоти и предања, кои Керим денес ги сподели пред присутните. Да кажам само како ги киднапирал децата тука 41 и 2 година од семејства штипски без да знаат родителите, со нив разговарал и едноставно ги убедил да одат во партизани. А тоа биле се деца од богати, добростоечки семејства, родителите биле шокирани, тоа го знам од мојот покоен дедо и од семејството не можеле да веруваат дека едно дете, како што бил татко ми, треба му обезбедиле да студира у Софија медицина, му купиле стан и кола, наместо тоа он отишол на Плачковица да се бори за слобода на Македонија, благодарение на тоа што Киро Глигоров го сторил како постар, негов другар од Штип, да го убеди дека тоа е повредно од се друго. Штипскиот градоначалник Благој Бочварски најави дека во наредниот период ќе се дебатира кои институции бе можеле да го носат името на првиот преседател на самостојна и независна Македонија Киро Глигоров.